Постапката за реконструкција на коловозот на патот Кочани-Делчево добива и практична реализација со распишувањето на тендерот за избор на изведувач на работите. Државата планира да вложи над 600 милиони денари, со што ќе се постави нов асфалтен слој и ќе се обезбеди широчина на коловозот од 6 метри. Оваа делница е дел од активностите за подобрување на патната инфраструктура во источниот дел на државата, а според министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски ќе се реализира во текот на оваа и првата половина на идната година. Денеска официјално го распишавме тендерот за изградба на Кочани-Делчево. Се работи за инвестиција вредна од 10 милиони евра, од прилика 30 километри нова делница. Но исто така сакам да информирам дека до крајот на годината ќе започнеме и со нови експресни патишта, станува збор за Штип Радовиш и Штип Кочани. Очекувам до крајот на годината дека ќе ги завршиме сите оние потребни постапки и документација за распишување на тендер за градба и во првата половина на 2016 година да започнеме и официјално градба. Така да правиме една целосна слика и целосно подобрување на инфраструктурата во цел регион. Министерот Мисајловски заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов беше во работна посета на Кочани и направи увид во текот на реконструкцијата на коловозот на влезот од градот. При тоа беше најавено и подобрување на состојбата со патната сигнализација на постојната магистрала А3 на делот меѓу Штип и Кочани. Јавното претпријатие со цел зголемување на безбедност на сообраќајот на целиот овој регион предвиде неколку активности. Едната е, еве ќе најавам сега, дека Штип Кочани патот сегашниот пат ќе се постави комплет нова сообраќајна и вертикална и хоризонтална сигнализација, ќе се обноват знаците, таблите, ќе се постави осветлување во населеното место Крупиште, кај што имаме делење за Пробиштип. И сега околу Кочани ние веќе направивме две клучки, едната ја викаме Оризари, Зрновце имаме подпишано договор, а влезот во Кочани овде, значи што се наѓа првата клучка што доаѓа во Скопје, ќе се третира заедно со изградбата на експресниот пат. Значи експресниот пат доаѓа исто тука на ова место, значи се спојува, проектантите знаат точно каде и кога ќе почнеме со градбата на експресниот пат, тогаш ќе можеме да осветлиме и оваа клучка овде. Според Стојанов, работите за реконструкција на коловозот на влезот во Кочани се во завршна фаза, односно по довршувањето на асфалтирањето ќе следува замена на оштетените сообраќајни знаци и банкини, како и обележување на хоризонталната сигнализација. Осветлувањето на клучката ќе се решава заедно со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Целата инвестиција за реконструкција на влезот во градот чини околу 8,5 милиони денари, а обновен е асфалтен коловоз во должина од околу 1200 метри.